Овде нема воздржани. Има само за и против. Се отвараат деликатни прашања, а се бараат конкретни одговори. Кворум, политички магазин на радио Слободна Македонија. Добар ден, јас сум Бојана Димитриевска, уредник и водител на политичкиот магазин Кворум. Франција во жалост по невидениот терористички напад. Светот сочувствува со Париз, им се оддава почит на жртвите. Над 130 мртви, повеќето од нив млади луѓе, 352 повредени, а 100 во критична состојба. Земјите на Унијата ги зголемија безбедносните мерки со цел да не дозволат нови инциденти. Француските власти вчера ги соопштија имињата на 20 терористи кои се саморазнеле во француската престолнина. 29 годишниот Исмаел Омар Мостафа, чиј брат и татко се приведени, и сирискиот државјанин мигрант Ахмед Ал Мохамед, кој поминал токму низ Македонија. Францускиот весник Фигаро го откри името на третиот од вкупно 8 терористи. Абдуллах Бакб се предпоставува дека меѓу нив има уште еден кој минал низ нашата држава. Председателот Иванов по нападите во Париз го свика Советот за безбедност. Македонија ќе постави бодликава жица на границата со Грција ако европските земји го намалат протокот на мигранти. Ваков заклучок донесе Советот, кој остро ги осуди случувањата во Франција. Земјите на Европската Унија ги зголемија безбедносните мерки со цел да не се дозволат нови инциденти. Францускиот председател Франсуа Оланд ја објави војна на исламската држава, доби поддршка и од сите светски лидери. Светот стравува која е следната цел на ИСИС, дали и Балканскиот регион е во опасност со оглед на тоа што многумина доброволно од овие краеви заминуваат во ИСИС. Во наредните 50 на минути на оваа тема анализираме со професорот Златко Кецковски. Добар ден и добре дојдовте. Добар ден, благодарам за поканата и поздрав до слушателите на Радио Слободна Македонија. Професоре, дали Македонија и Балканскиот регион се во опасност со оглед на тоа што некои од париските напаѓачи поминале токму низ оваа рута? Видете, според начинот на транзитирање на бегалците во овој момент низ територијата на Република Македонија, немаме опасност токму од оваа структура, бидејќи Македонија е коридор. Начинот на пренесување и транзитирање на бегалците сега во овој период е исклучително квалитетен, за разлика од почетокот на кризата, нели, кога ги гледавме по аутопатиштата и некој пешки, некој со велосипеди, меѓутоа сега канализиране тој систем на функционирање, така да оваа структура која што навистина е многу комплексна во овој момент не представува директна опасност за Република Македонија, што не значи дека ако процесот на згрижување, односно начинот на справување со оваа криза, со оваа бегалска криза од страна на Европската Унија и последователно со балканските земји, не би значило дека може да дојде до некаква можност, односно до предупредување за нарушување на безбедносната состојба во држава. Колку мигрантската криза се користи за инфилтрирање на обучени терористи? Со самиот почеток на кризата, значи негде од почетокот на годинава, една од најголемите, можеби најголемата разузнавачка служба во светот, или најпознатата, тоа е Американската централна информативна агенција, ЦИА, излезе со предпоставка, односно со нејзина анализа, дека барем 1% од оние кои што се представуваат како бегалци во овој бран на бегалци се припадници, биле или се уште се припадници или учествувале во војните действија во Сирија и во Ирак под закрила на исламската држава и се членови на некои од радикалните структури, исламски радикални структури кои што действуваат на таа територија. Значи, ако ние имаме бројка која што прошла само низ Балканот, бидејќи имате и бегалци кои што поминуваат преку море на страна на Италија, тогаш низ Македонија или низ Балканот прошле негде околу 280.000 бегалци, тоа значи дека еден голем процент од терористите или од припадниците на радикалните исламски групи кои што действуваат во Сирија и во Ирак
прошле и веќе се на територијата на Западна Европа. Така, светот стравува која е следната цел на ИСИС? Кои се најзагрозени земји? Видите, терористите со нападот на Париз испратија порака во суштина кон западната цивилизација. Значи, јас тоа би го дефинирал. Мислам дека не е целта да се нападне Франција како држава. Нели, меѓутоа терористичките акти најчесто се изведуваат заради нели во вакви центри како што е Париз, заради медиумската покриеност, односно ефектот кој што се носи во целиот свет. Токму тероризмот тој представува. Значи, со овој акт терористите својата цел ја исполнија, односно покрај жртвите кои што се случија во Париз. Париз е во моментов, можда и цела Франција во некоја смисла парализиран. Безбедноста е нарушена. Безбедноста од друга страна ги гарантира слободите, односно го гарантира развојот на држава, нели, протокот на стока, на луѓе, на информации, на културни вредности, на социјални вредности и се она кое што едно модерно општество, една модерна цивилизација како западната треба да си го приушти секојдневно. Тоа што е пренесена пораката на Париз, а следствено на тоа и кон други останати цели, односно светски центри на култура, на западна цивилизација, на западно разбирање, ние имаме објавување на војна која што не е прв пат. Истото што се случи во јануари месец исто така во Париз со нападот на Шарли Ебдо, кој што од друга страна беше, за разлика од овој терористички акт, беше точно насочен со цел, бидејќи имаше претходно некаква генеза на целиот тој напад. Меѓутоа овој пат овој напад е исклучително на цивилни цели, исклучително на цивили кои што биле во секојдневна некаква своја активност, што подразбира дека цивилите воопшто граѓаните на Европа не се безбедни. Она што ИСИС во моментов го прави, меѓутоа секако дека тоа не е инцидентно во овој момент, него нивните пораки се од почетокот на создавање на таа територија и борбите во Сирија, воопшто и во Ирак, е пренесување објавување на војна на западната цивилизација и тоа одамна е познато, меѓутоа во секој случај заради причини нормално масовното сеење страф е проблем во светот воопшто, бидејќи вие секако како граѓани, ако не се чувствувате безбедно, како што реков, и парализиран е комплетниот развој на една нација, па една цивилизација воопшто. Велите, нападот не е директно насочен кон Париз, тогаш на која жртва Париз? Па, видите, нападот не е насочен точно кон Франција, како држава. Значи, ИСИС не е напад на Франција како држава. ИСИС напаѓа западна цивилизација. Како ги одбира целите, секако има начин. Во ова, точно за конкретниот случај, Франција е територија каде што живеат огромен број, негде во некоја проценка од околу 2,7 милиони до 5 милиони муслиманска заедница има во Франција. Париз и предградијата се една гетоизирана популација која што е по потекло од емиграција по потекло од Северна Африка, кој што во овој момент се малте не и домицилно население, бидејќи со втора или трета генерација се веќе во Франција. Меѓутоа, тоа гетоизирање, нормално, социјалното ниво и социјалниот развој на таа категорија е исклучително ранлива во однос на регрутирањето, на влијанието на овие радикални структури, кои што уствари и потекнуваат од исламските држави, земајќи ги во обзир влијанието на блискоисточните развиени земји од типот на Саудиска Арабија, Катар и така натаму, каде што, да речеме, Саудиска Арабија имате вахабизмот е државна религија. Она што ние го сметаме тука за
исламски фундаментализам, односно за различно читање на Куранот, ако сакате да го дефинираме во по конкретна смисла, во Саудиска Арабија е државна религија. Тоа влијание нивно и економско, нормално, во оваква структура социјална, носи многу големи резултати. Исто така и во овој регион во кој што ние живееме. Секако дека секој нормален граѓанин кој што има нормален начин на живење не е припадник на тие структури. Меѓутоа, таргетот им е точно во она група на луѓе кои што се социјално загрозени, кои што социјално не функционираат во системот, во културните вредности, во цивилизацијските вредности, и имаат собствен револт кон општеството во кое што живеат, и ако се миграција, не се домицилно население. Домицилно се во смисла на третата или четвртата генерација, и Франција имат огромен проблем со тоа. Кон крајот на 2013-14, почетокот на 14 година, Европската Унија донесе превентивни мерки околу спречување на ширењето на радикалниот ислам. Меѓутоа, очигледно дека тие превентивни мерки не доволно функционираат. Тамо спаѓаат точно оние категории кои што ви ги споменав, меѓутоа исто така најголемиот рекрутен центар во преносна смисла на исламски фундаменталисти се затворите, односно оние припадници кои што се уапсени и затворени. Во затворите имате структура која што припаѓа на оваа социјална гарнитура на луѓе, меѓутоа од млада популација од 18 до 25 години, како што се дел од извршителите на нападот во Париз последниот. Вие замислите, имате ситен криминалец кој што направил криминал и лежи затвор, меѓутоа во исто време и на исто место имате еден радикал, еден задоен исламистички радикал кој што е елоквентен, кој што му е задача да регрутира и има огромно влијание врз оваа точно млада популација. Вие наместо да имате мерки кои што ќе го социализираат овај тип на луѓе, ви имате обратен процес. Обратен процес на обичен криминалец кој што направил ситен криминал, се развива во исламски радикал и фундаменталист кој што после излегувањето од затвор во краток временски период влегува во мрежата на исламскиот фундаментализам, која што исклучиво добро развиена во Франција. Така, професоре, за превентивните мерки веднаш по кратката пауза. Радио Слободна Македонија. Кворум, политички магазин на Радио Слободна Македонија. Гостин во денешниот кворум на Радио Слободна Македонија е професор Златко Кецковски. Професоре, рековте пред малку дека недоволно функционираат превентивните мерки кои пред неколку години ги донесе Европската Унија. Дали после овој напад во Париз ќе се свестат европските лидери, односно европските моќници, дали може да се подобрат овие превентивни мерки? Видите, значи превентивните мерки кои што се донесени се генерални и правци се, тоа се правци во рамките на Европската Унија, кои што важат за сите држави, генерално гледано. Во тие превентивни мерки, покрај промена на легислативата, правната легислатива, која што во Франција е променета после падите на Шарли Ебдо. Во секој случај, значи влијанието врз покрај правните легислативи и нивната промена, поголемата слобода на безбедносните служби, исто така спречување на регрутирање на млада популација во рамките на исламскиот фундаментализам и радикализам, или верскиот радикализам, како во Европската Унија се тоа дефинира. Исто така соработката на разузнавачките служби помеѓу себе и ред други останати помали од аспектно не поневажни мерки, кои што очигледно дека после нападите во Франција не носат резултати кои што Европската Унија ги очекувала. Не само од аспект на нападите, туку и од аспект на регрутирање на
војници, односно учесници во борбите во Сирија и Ирак од страна на западните држави. Ние имаме околу, према податоците јавни кои што се, негде од 5 до 6.000 припадници на ИСИС кои што доаѓаат во последниот период, бројка од 7.000 кои што доаѓаат од западните држави. Тука води Франција, значи негде со над 1500 до 2000 припадници на ИСИС кои што доаѓаат од нејзина територија и се нејзини државјани. После тоа доаѓа Велика Британија и така натаму. Значи тие мерки кои што ги донесла Европската Унија и не носат многу големи резултати. Имајќи го во предвид, во последната анкета која што во јуни месец беше изведена во рамките на Европската Унија, дури фрапантен 18% од младата популација, помеѓу 18 и 25 години во рамките на Европска Унија го поддржуваат ИСИС и нејзиното дејствување. Од тие во Франција се процентот е околу 20 до 22%. Значи 20 до 22% од младата француска популација ги поддржува ИСИС и нејзиниот начин на дејствување. Тој е она кој што загрижува. Значи, ви имате 20% млада популација која што е потенцијален извор на радикализам. Од нив во рамките на анализите секојаш се оди во некаков минимален процент. Меѓутоа, ако ќе земе дека Франција е огромна држава и дека таа популација е огромна, тоа ќе дојде една фрапантна бројка каде што овај фундаментализам, радикален фундаменталистички ислам може да регрутира своји кадри. Точно затоа овие превентивни мерки не донесоа некои резултати. Она што вие ми го поставивте второ како прашање, дали лидерите, да речеме, на Европска Унија во моментов или на светските лидери би можеле да донесат мерки. Европската Унија е еден комплексен систем на носење на одлуки. Значи, во Европската Унија нема Совет за безбедност како во Република Македонија или една мала или било која држава која што е унитарна па може да донесе брзо одлука и да спроведе. Европската Унија има еден комплексен систем на функционирање, има Совет, има Советот предлага, па треба да се донесат заклучоци, па заклучоците после да се изгласат од страна на сите земји членки, па дали сите земји членки се согласуваат или не се согласуваат и на консенсуален систем на решавање на кризите. Ова е во системот на спречување, односно на менаџирање на кризите во рамките на Европската Унија, токму како што и сега. И тој е еден комплексен систем кој што не може ад хок да се донесе во овој момент. Видите, пред многу краток период имаше самит на Европската Унија, каде што беше поставено прашањето за бегалската криза и видовме дека Европската Унија е разединета околу тоа прашање. И воопшто не се донесе никаква стратегија, односно насоки или правци кон сите држави членки на Европската Унија за справување со бегалската криза. Тука имаме различни начини на размислување, на дејствување и на имплементација на собствените мерки од страна на различни држави во Европска Унија. Земајќи предвид најрадикалниот Унгарија, која што комплетно блокира својата граница физички, до Германија, која што сака и отворено да прими огромен број на бегалци. Меѓутоа, кога ќе истаите бројките, кога ќе видите бројките за какви бројки се работи, Полска, од друга страна, Полска, исклучително населението е разгневено и одбива да прими дел од бегалците, кои што Европската Унија сака облигаторно да им ги додели на сите земји членки во зависност од нејзината големина, популација, економски развој. Што значи дека само пред 10 дена ние имавме една раздвоена политика на Европската Унија. Од друга страна, борбата со ИСИС, конкретно со ИСИС, иако не е ИСИС единственијата опасност. Така. Ние во овој момент имаме дури и ривалство помеѓу Ал-Каеда и ИСИС како две различни структури кои што се бркаат еден со друг кој да го земе приматот на имплементирање на радикалниот ислам, односно на фундаментализмот и начинот на дејствување
во овој момент. Ал-Каеда и ИСИС. И сите оние останати муџахедински движења кои што екзистираат во рамките на во светов генерално. Значи не е ИСИС генераторот на сето ова. Ние имаме генеза која е подолга, имаме структури кои што учествуваат и одбиваат да учествуваат, а сепак спаѓаат во радикалниот ислам. Еве го Боко Харам, ви имате го Боко Харам, една исклучително голема структура која што секојдневно врши масакри, секојдневно врши терор врз домицилното население, врз обичните граѓани, меѓутоа е далеку од европскиот континент и многу малку му се придава значење. Земајќи го обзир миграцијата, која што во овој момент ја имаме ние во Европа, дел од овие мигранти во бегалската криза се токму и од овие региони, така да не е само ИСИС онај извор на злото за кое што ние говориме. Во развојот на комуникацијата на големите сили, условно да речеме, Русија, Америка и Европска унија од трета страна, Кина не би ја изфрлил во секој случај од оваа дискусија. Во последниве 24 сата има развој, почнува да комуницираат, Франција го нападна ИСИС, меѓутоа се е тоа инцидентно. Професоре, правиме кратка пауза и продолжуваме на темата одбрана од ИСИС и бегалската криза во Македонија. Радио Слободна Македонија. Кворум, политички магазин на Радио Слободна Македонија. Едно мало подсетување за оние слушатели кои се вклучија покасно на фреквенцијата на радиото во Боја. Гостин во денешниот кворум е професорот Златко Кецковски, со кој разговараме за нападите во Париз, дали Македонија е во опасност и Балканот, што значи бегалската криза. Професоре, велите ИСИС не е единствената опасност, дека постои ривалство меѓу ИСИС и Ал-Каеда. Која е другата опасност? Дали тоа значи дека и Ал-Каеда може да го направи тоа што го направи ИСИС? Да ги нападне западните земји? Значи, она што ние го следиме како научна сфера, да речеме, безбедноста и во овој момент како се развиваат работите, секако Ал-Каеда е постара структура и генерално најмасовна во светски рамки. Нејзините пипци се од далечниот исток, значи од Индонезија, Пакистан и така натаму, па се до испостава во Бразил, Соединети Американски држави и така натаму. Ал-Каеда е една структура која што базично се базираше врз популарноста на Бин Ладен. Иако Бин Ладен е неутрализиран, односно убиен како нивни водеч, ликвидиран, меѓутоа во секој случај таа мрежа обстојува. Идеологијата која што имат не може да згасне со гасење на Бин Ладен и неговото како личност дејствување. Меѓутоа ИСИС во овој момент се покажа како една многу радикална, злосторничка една групација која што секојдневно на една територија во светов извршува масовни екзекуции, и тие екзекуции се намерно направени да се страшни и да се прикажат во јавност заради сејањето страв. Она што Ал-Каеда сакаше да го постигне е приматот, односно да ги води овие радикални структури насекаде во светот, па и во ИСИС или ИСИЛ, или како сакате во оваа војна во Сирија. Меѓутоа, таа структура која што во првиот момент на започнување на овие војни действија имаше припадници на Ал-Каеда кои што ја почнаа, тој е Ал-Багдadi, кој што од Ирак се префрли во ИСИС и го формира ИСИС и почна така да дејствува. Меѓутоа ИСИС ние во овој момент го детектираме како главниот извор, а според сите други анализи постојат уште огромен број на исламски радикални структури и организации кои што дејствуваат на територијата на целиот свет. Ако се сеќавате за нападот на повторно во Париз на Шарли Ебдо, примарно ја превзеде одговорноста Ал-Каеда од Јемен. Значи, испоставата на Ал-Каеда во Јемен.
Така да не е ИСИС единствениот извор на злото, па ние ако него тргне да се уништи, дека ќе се уништи радикалниот ислам, тој е една долгорочен план, начин на дејствување во рамките на целиот свет, заеднички мерки, заеднички начини, тие во многу сфери треба да се имплементираат во многу сфери од живење. Ние ако видиме дека во 2001 година, да речеме, со нападот на близначките во САД, нели, на Пентагон, бројот на терористичките акти во тој период, и ако светов се бори со тероризмот многу одамна, меѓутоа првиот ваков масовен напад беше, нели, во Америка 2001 година, меѓутоа анализите покажуваат дека во 2001 година на светски рамки се извршени околу 2600 терористички акти. Бројката за 2014 година е фрапантна. Во текот на овие 13 години полека овој број на извршени терористички акти расте. Денес, односно во 2014 година, таа бројка е 16.800. Значи, ако во 2001 година била 2600 и светот му објави војна на светскиот исламски радикализам и нивниот начин на дејствување, со 2600 терористички акти, денес ние имаме 16.800 денес, односно во 2014 година, и верувам дека оваа бројка во 2015 година ќе биде уште поголема. Ако ги земеме жртвите во обзир, и тој број расте сигурно. Ако во 2001 година светот ја објави војна на тероризмот, нели, имаме дејство кон Ирак како држава, имаме дејствување кон Авганистан како држава, после тоа имаме во рушење на системи во Северна Африка или Афричката пролет, на ред на држави кои што условно го поддржуваат тероризмот. Тука не е Алжир, тука е Тунис, тука е Египет, каде што се јавија вакви структури кои што проба да дојдат на власт. Па после тоа преминавме на Сирија, Иран и така натаму, земајки ги во обзир како овие војни дејствија се случуваат или превласти, ние ќе дојме до една фрапантна бројка во изминатиот период на развој на тероризмот и дејствувањето. Тој тероризам кој што до вчера или начин на дејствување на овие војни структури дејствувал во Северна Африка, дејствувал во Блискиот Исток, дејствувал во Далечниот Исток или Средна Азија, како сакате, сега полека се префрла во на европска територија. Многу од овие краеви заминуваат доброволно да се борат на ИСИС. Македонија се соочува со една бегалска криза. Колку од тие што заминале таму, има и македонци кои заминуваат на ИСИС, сведоци сме за тоа, колку од нив може да се вратат и да се стационираат во нашата земја, колкава е опасноста од тоа, и дали е време Македонија да постави ограда на границата со Грција? Значи вака, нормално исто како што дискутиравме за Франција и Македонија во микро некаква рамка ставена, меѓутоа таа микро за нас е мега, бидејќи Македонија е многу мала држава. Ако вие земете во обзир дека во 2 милиони жители имаме 150, според официјалните податоци, 150 луѓе кои што заминале од овде доброволно да се борат во редовите на ИСИС, имате во предвид дека таа бројка може да е 2 пати, може да е и 3 пати поголема. Од друга страна, земете во обзир дека косовските граѓани кои што дејствуваат во ИСИС исто така се блиску до нашата територија и непосредно комуницираат и физички и на секаков начин со граѓани од Република Македонија. И истата бројка која што ја има во Албанија, кој што и нивни граѓани се приклучиле на ИСИС, и исто така српските граѓани, односно оние кои што се од територијата на Прешево, Бујановац, па се до Санџаскиот регион. Сите тие мора да ги ставите во една рамка. Не се тие само македонски граѓани кои што ќе дојдат тука и тука само ќе дејствуваат, или косовските граѓани кои што се припадници на ИСИС па ќе дејствуваат само во Косово.
мора да ги изанализирате, работите генезата назад да барате. Значи во Куманово, да речеме, нападот ние немавме структура која што е изворно македонска. Значи од граѓани на Република Македонија имаме мешана структура. Тие структури воено криминални кои што действуваат во регионот се припадници на групи, односно на граѓани и на Македонија, и на Косово, дели од Албанија, па дели од Прешево, од Бојановец, значи српски граѓани, па дели од, ако сакате, од исламскиот фундаментализам на срцето на исламскиот фундаментализам во Балканот е Нови Пазар, односно Санџак. И цел тој регион е зафатен од оваа една криза која што може секако да действува и во Македонија, и во Косово, и во Србија, и во Албанија, и во Црна Гора, и во Санџакскиот регион во професоре, јас се извинувам што ќе ве прекинам, меѓутоа од режија ме потсетуваат дека мора да направиме кратка пауза. Остануваме на истата тема бегалската криза во Македонија. Радио Слободна Македонија. Кворум, политички магазин на Радио Слободна Македонија. Професоре, говоревме за бегалската криза во Македонија, колку е возможно припадници на ИСИС да дојдат на наша територија и дали е потребно да се постави ограда на границата со Грција. Значи вака, да продолжам онаму кај што застанав. Повелете. Кога зборуваме за ИСИС, зборуваме, значи реков и претходно дека не е ИСИС единствениот извор. Изворите се многу. Сакам да ги потсетам граѓаните, слушателите на Смилковско езеро. Значи на масакрот на 5 македонски деца кои што се убиени, односно екзекутирани по начинот на Смилковско езеро. Начинот на извршување на убиство не води нас стручно гледано кон еден демонстрација на сеење страв и екзекутирање на луѓе кои што не припаѓаат на една заедница. Значи, сега ќе вратам точно почетокот на емисијата, дека нападот во Франција напад врз западната цивилизација. Нападот на Смилковско езеро, символички напад кон македонската цивилизација, западната цивилизација, словенската, античката, како и да сакате цивилизација која што не припаѓа во оваа структура. Не исламската структура. Начинот на извршување во Смилковско езеро е идентично со екзекуцијата која што ја врши ИСИС во овој момент во Сирија секојдневно. Ние не мора да имаме ИСИС, ние имаме домицилни овде некои групации кои што се припадници на радикалниот ислам. За волја на вистината, пред многу краток временски период МВР имаше акција на сузбивање на ваква мрежа, на регрутирање, на центри на исламски фундаментализам, регрутирање на војници, регрутирање на нови членови и така натаму и така натаму, онаму каде што исламската верска заедница овде точно и не може да изврши свое влијание за онај традиционален ислам како што ние го познаваме како граѓани со кои што живееме заедно. Така да убризгувањето на друга структура на ИСИС која што би била увезена и од аспект на менталитет, и од аспект на размислување во Македонија преку бегалската криза е уште поголем импакт во овие случувања кои што ние не сме изолирани во овој момент. Ние имаме акти последователни. Во Куманово можеме да дискутираме и за некаква геополитички барања за промена граници, така натаму. Меѓутоа, структурата која што е тамо инволвирана во нападот, начинот на извршување на нападот, па дели од тие кои што учесувале се повратници од Ирак. И од повратници кои што учесувале во борите во Ирак биле припадници на ИСИС. Кога ќе земете во обзир како се ликвидирани, односно дел од нив се самоубиени, и то заедно по начинот на действување на таа структура, по начинот на изведување на нападот, по стратегијата која што поставена, по убиствата кои што се случени таму, меѓутоа и одземањето на животот,
Поврзете ги сите тие 4-5 елементи, Смилчковско езеро, самоубиството на делот на паѓачите во Куманово, начинот на извршување сега во Париз, ќе дојдете до истите комплетно до истиот систем на функционирање. Дали ние како држава веруваме, дали сакаме да веруваме, дали избегнуваме да се соочиме со тоа, дали западниот свет ни го признава или не го признава, то воопшто нас како припадници на некаква безбедносна гарнитура од аспект на аналитичари или службеници или професори, без да не сме да не интересира. Ние мора да анализираме со ладни глави и точно да ги видиме како системот функционира. Бегалската криза во секој случај во почетокот на емисијата ви кажав дека оваков коридор на поминување на бегалците не може да ни направи никаков проблем, да ни наруши безбедноста. Меѓутоа, оно што Европската Унија во овој момент инсистира да се случи, то е и зашто инсистира во Македонија и во Србија? Да, градење на кампови, нели, за околу 30.000 бегалци. Тоа е она кое што треба нас како граѓани, како стручњаци, како држава да не загрижува. Бидејќи 30.000 бегалци на територијата на Република Македонија се 1,5% од населението. 1,5% од населението на Европската Унија се 7,5 милиони. Или во Германија е меѓу 1.700.000 и 1.900.000. Ке земете во обзир дека Германија прифати да прифати околу 200 до 300.000 бегалци. А во Македонија таа бројка би била 1,5% од население. Значи, ако нивната бројка од 1.700.000 ја смалат на 200.000, нашава бројка од 30.000 ние треба да смалиме на 500. И тогаш би биле во некаква исти баланс во однос на популацијата, населението и оние кои што треба ние да ги згрижиме. Не само од економски аспект, бидејќи вие треба 30.000 да им изградите домови, бидејќи тие бараат да притисокот е да бидат на подолг период тука. Значи, треба да им изградите домови, треба да ги хранете, да им дадете основни услови за живот и така натаму. Нормално не смете да ги гетоизирате, бидејќи така ќе направите уште поголем проблем. Значи, треба полека во наредните години условно и дури и да ги прифатите во општеството. Ако земеме во обзир начинот на кој што тие како популација се движат, како популација, тоа ќе видите дека во принцип начинот нивни на функционирање е дека еден маж има во принцип 4 жени и со сите 4 жени по 4 деца. Овој развој би дошло негде во околу 5 години дека таа бројка би дошла до 100.000. Тоа е веќе промена на демографската карта на Македонија. Бидејќи ние сме многу мала држава. Од друга страна вршите импакт на една група на луѓе која што со менталитет не припаѓа во овој регион. Не сме овде, само македонската популација како нација не е загрозена. Загрозени се сите, загрозена и албанската, загрозени се и турската, бидејќи не се компатибилни со овој менталитет. Единствено нешто со кој што тие може да се врзат е само исламскиот фундаментализам. На 1% од 30.000 ние вршиме 300 би примиле 300 во минимум 300 кои што би биле припадници на ИСИС, поранешни кои што би се заглавиле на територијата на Република Македонија, бидејќи нивната цела Западна Европа. Професоре, за жал тука ќе мора да се одјавиме бидејќи истече нашето време за емисијата Кворум на Радио Слободна Македонија. Јас тука ќе ви се заблагодарам и ви посакувам убав ден. Благодарам и вас. Поздрав до слушателите на Радио Слободна Македонија. Вам почитувани слушатели, исто така ќе ви посакам пријатен ден, а претходно ќе ве потсетам на пораката, односно джихадистите од Исламската држава кои ја презедоа одговорноста за нападите во Париз, објавија видео во кои се закануваат на Франција и велат ова е само почеток, сега дека продолжувате да бомбардирате, нема мирно да живеете, ќе се плашите да појдете и до пазар. Вели еден од екстремистите на арапски обкружен со други припадници на ИСИС.
Дали е потребна одмазда или не на оваа тема, има уште многу да се говори. Се надевам дека тоа ќе го направиме во некоја следна прилика повторно заедно со професорот. Денеска е 16 ноември 2015 година. Јас сум Бојана Димитриевска, уредник и водител на политичкиот магазин Кворум. Продукција Радио Слободна Македонија, техничка реализација Далибор Зафировски и Горан Алавук. Ви благодарам на вниманието, ви закажувам повторна средба на истата фреквенција наредниот понеделник. Имајте убав ден. Овде нема воздржани. Има само за и против. Се отвараат деликатни прашања, а се бараат конкретни одговори. Кворум, политички магазин на Радио Слободна Македонија.